Добар ден, ученици! Јас сум Слободан Станојковски, оделенски наставник во подрачното основно училиште Христијан Тодоровски Карпуш во општина Ранково. Во денешната училница ќе имаме час по математика за прво оделение. На денешниот час ќе обработуваме темата половина форма. Цели на часот. На овој час треба да научиме за поимот половина, да знаете да определите половина од форма, да знаете да направите две идентични половини. За тоа да го направиме ќе ни биде потребен следниот прибор за работа. Секако молив, потоа лист од тетрадка или од некое старо списание, потоа ќе ни бидат потребни боички за боење и секако тетрадката по математика за пишување. Да видиме најпрво што подразбираме под поимот половина. Често пати ни се случува да сакаме да поделиме нешто на половина. Како ќе го направиме тоа? На сликава е представено едно чоколадо. Значи имаме цело чоколадо. Често пати сакаме да го поделиме со нашето братче или сестричка, или пак со нашето другарче, и тоа може да го направиме на повеќе начини. Еве да замислиме дека чоколадово на сликава треба да го поделиме на Ана и на Јова. Како ќе го направиме тоа? Може да го направиме на повеќе начини, но денеска ќе го направиме тоа на следниот начин. Да видиме во првиот ред, да ги изброиме бројот на коцки во првиот ред. Значи имаме една коцка, 2, 3, 4, 5, 6 коцки во првиот ред. 6. Ако го поделиме на 2, односно ако направиме кој број треба да го собереме сам со себе за да добиеме 6? Секако тоа е бројот 3. Значи ако го поделиме на половина, ако го скршам тука, ќе добијам да имаме 3 коцки, односно една половина чоколада. Таа половина еве нека ја земе Ана. Другата половина што ќе остане, ќе ја земе незиното другарче Јован. Така задоволно може да јадат од чоколадото, бидејќи успеа да го поделат на два идентични дела или две половини. Што друго може да поделиме на половини? На сликава тука е представено една мала торта. И ние може да ја поделиме на половини. На кој начин? Ако земеме со нож и ја пресечеме на половина, ќе добиеме два идентични дела, кои ако ги споиме, ќе добиеме повторно тортата. Во секојдневниот живот често пати се случува да треба да поделиме многу работи на половини. Да почнеме еве едно јаболко. И јаболкото може со помош на нож да го поделиме на две идентични половини. Дали се сеќавате на некој друг пример? Да пробаме, да видиме што е ова. Така е. Значи имаме пица. И пицата може да ја исечеме на две половини. Во овој случај со линија е покажано како е поделена на две половини. Да го стопираме најпрво видеото, да пробаме да го најдеме листот и моливот. Значи прво ќе го стопираме видеото, ќе го најдеме потребниот материјал и ќе продолжиме. Во овој случај јас веќе имам спремно лист, значи еве како изгледа мојот лист. Што правам?
Го свиткувам на половина. Ги фаќам двата краја. Добро. Го свиткувам на едниот крај. И ако го отворам и со помош на моливот ја нацртам линијата каде што е свиткувано, ќе го добиеме ова две идентични половини. Односно, во овој случај, како што е дадено на сликата на денешната презентација, ќе го добиеме малиот дел, односно половината, да изгледа вака. Се надевам дека сите успеавте да направите половина од лист. Доколку не, обидете се повторно. Да продолжиме понатаму. Значи, може да го стопирате исто така и овој дел од видеото, да ги земете тетратките за цртање и моливчињата и да пробате да нацртате квадрат, триаголник и круг. Откако ќе успеете да го нацртате, или сами или со помош на некој од вашите родители, да видиме првин кај квадратот. Гледаме дека на квадратот тако сум нацртал една линија која иде од едниот ќош во спротивниот ќош. Со помош на ова линија, ако ги земам боичките и го избојам едниот дел, ќе добијам една половина да биде сина. Другата половина може да ја избојам со некоја друга боја. Еве, сум ја избоил со црвена боја. Добив две половини кај квадратот. Истото тоа може да го направите кај триаголникот. Едната половина ќе биде жолта, а другата половина ќе биде со зелена боја. На идентичен начин може да го избоиме и кругот. Значи едната зелена половина, а другата црвена. Што направивме до тука? Значи направивме квадратот, го поделивме на две половини. Сина половина и црвена половина. Триаголникот исто така го поделивме на две половини, зелена половина и жолта половина. И кругот го поделивме на две половини, од кои едната половина ја обоивме зелено, а другата половина ја обоивме црвено. Сега да видиме која ќе биде нашата домашна задача. Нашата домашна задача ќе биде во третиот дел од учебникот по математика. Ќе ја најдеме страницата на 22. Најпрвин ќе го разгледаме првиот дел со примерите кои се дадени. Се надевам дека и голем дел успеа да ја разберат содржината што од примерите што сега ги обработивме. А нашата задача за дома ќе биде во примерите што се дадени подолу. Значи, означи ги со најк оние слики кои покажуваат половина од форма. Односно, штиклира ги оние слики кои покажуваат половина од форма. А тие што не покажуваат, ќе ги штиклираме со X. Се надевам дека ќе успеете сите да ја решите домашната. Поздрав и се гледаме на некој нареден час.